Темата за вечера носи наслов Словото Господово и е на некој начин своевиден продолжеток на онаа тема од што имавме ова утро, кога зборувавме за нашиот однос кон Библијата, кон Господовото Слово повторно, и заклучивме дека од токму од нашиот однос и пристап кон Божјата реч зависи и нашата вечна судбина. Спомнавме таму два примера со царот Јоси и со царот Јоаким, како Јоси, читајќи ја Божјата реч, која била пронајдена во домот Господов, значи, занемарен од предходните цареви, Манасија и Јамон, ќе ја раскине својата облека, ќе се покаја, ќе се раскаја и сето тоа ќе предизвика една голема реформа во кај израелците. Меѓутоа, за сметка на тоа, видовме еден поинаков однос кај Јоаким, царот Јоаким, кој што не само што не ги раскинал своите облики, туку и зел и парче по парче, како што му била читана по раката, од оној свиток, го горел во оганот во својот зимски дворец, кај што се и греел, било зимо. Значи, едноставно покажал едно дрско однесување кон Божјата реч и потоа видовме каков му бил крајот. Вечерва ќе продолжиме да размислуваме во тој правец и, еве, јас за почеток би ве запрашал, што мислите, зошто живееме, а живееме, факт е, во тешки времења и факт е дека ќе дојдат уште потешки. Која е причината, која е главната причина, зошто живееме во тешки времења? Што вели Библијата? Во последното време ќе настанат тешки времења, зошто? Еве да отвориме второ послание до Тимотеј, 3 глава. Второ послание до Тимотеј, 3 глава. Од први стих. А ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времења. Зошто е? Зошто луѓето се факторот. Луѓето се оние кои што ги прават времењата тешки. Многу често и нашиот живот тежок, неподнослив некојаш. Токму луѓето. Зошто? Затоа што ќе станат само живи, себични, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници и избувливи, надуени, повеќе сластолюбови, а не боголюбиви. И сега ова да речеме и да не е нешто што би не чудело, тоа е нашето секојдневие и факт е дека овој стих во целосност го отсликува денешниот човек, и то петиот стих е оној кој што е посебно интересен, и од петиот стих сваќаме дека всушност ова се однесува на луѓе кои што се христијани, или барем се декларираат дека се христијани. Петиот стих вели, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од незината сила. И вели, странувај се од таквите. Бегај од таквите. Имаат изглед на побожност. Изгледаат дека се побожни, одат во црква, служат на Бога, пеат таму, проповедаат и така натаму и така натаму. Може и сведочат, може и одат во организирани мисионски активности, меѓутоа ја немаат силата. Која е таа сила, за каква сила станува збор овде? Еве, да отвориме во Римјаните 1 глава 16 стих, многу познат стих, кој што верувам некои го знаат и на памет. 1 глава од Римјаните, 16 стих. Што ви Павле таму? Зошто јас не се срамам од што? Од Евангелието. Бидејќи тоа е Божја сила за спасение, меѓутоа на секој оној кој што верува. И на јудеец, и на грк, и на било кој незнабожец. Евангелието е Божја сила за секој оној кој што верува. А
Петар на едно друго место ќе каже дека Евангелието е Словото кое што ви беше објавено. Божието Слово. Словото Господово. Да видиме колку е силно и колкава сила има тоа Слово Господово. Се сегавате дека Бог за 6 дена ја создаде земјата, небото, звездите и се што е на земјата. Се живо и неживо. Како, на кој начин? Освен човекот, нели? Зборувавме и за тоа, зашто, значи, има посебна причина, зашто само човекот бил создаден на поинаков, уникатен начин, значи, Бог тамо ги употребил своите раце. Бог ги употребил своите раце и при запишувањето на законот. Па кажавме дека тоа не е ништо случајно, и да да отвориме во Псалм 33, во 6 стих вели: Господовото Слово ги создаде небесата и здивот на неговата уста целото нивно воинство. Или 9 стих: зашто тој рече, изговори, и се стана, нареди и се утврди. Видите колко е моќно Господовото Слово. Бог ќе каже и веднаш материализира, веднаш создава, ствара. Која разлика е од човечкото слово? Што можеме ние, кога ќе кажеме нешто? Можеме само да влеземе во неволја или пак да буквално ништо. Буквално ништо, значи само можеме нешто да расипеме. Може би со оговарање нечие пријателство, нечие било што, значи едноставно човекот, па и знаете, на човечкиот збор тешко може некој да се подпре. Знаете, денеска се лаже и тоа колку ли се лаже, не лажат и преку телевизија, не лажат и од секаде од сите страни. Значи, Божието Слово е моќно, Бог со самото Слово создава. Денеска прочитавме еден стих, еве ќе го повториме во Евреите 4.12. Евреите 4.12. Што вели овој стих? Зашто Божието Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. И денеска кажавме, мнозина денеска имаат резервиран, селективен или игнорантски однос и пристап кон Библијата токму поради ова. Словото сече. Словото ги разделува мислите, ви ги суди намерите, навлегува во срцето. И често пати денеска луѓето вистината не ја прифаќаат токму таа причина. И ја тргаат Библијата, не сакаат воопшто да си имаат работа со Божјето Слово. Меѓутоа, дали забележавме, тоа е живо и делотворно, не само што сече, туку исцелува, изградува. Денеска нешто веќе спомнавме. Еве ќе читаме Исаија 55.10. Исаија 55.10. Значи, изборуваме за силата на Божјето Слово. Силата која што ја нема кај денешното христијанство, кај луѓето кои што имаат изглед на побожност, ама од силата се одрекле велика. Исаија 55.10. Како што паѓа дожд и снег од небото, непрекинато доека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леб за јадење, така словото што излегува од мојата уста, вели Бог, не се враќа при мене без плод, туку го прави она што сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Словото е делотворно, словото е пратено со причина да делува во срцата на луѓето. Прво послание до Солуњаните 2.13. Прво послание до Солуњаните 2.13. Овој стих гласи вак. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божјото Слово, што сте го чули од нас, го примевте не како човечко слово. Те овде Павле нагласува, значи, тоа не е човечко, има многу разлика од човечко до Божјо, туку како Божјо Слово, какво е и навистина, кое и действува во вас, меѓутоа повторно во оние кои веруваат.
кои го прифаќаат со вера. Дејствува, тоа е делотворно, тоа ќе си ја заврши работата, за кое што е испратено. Колосијаните 1.29. Нормално, ако ќе си ја заврши работата, ако немаме игнорантски однос кон тоа слово. Колосијаните 1.29. Затоа се трудам и се борам сообразно на неговата, значи станува збор пак за словото, на неговата делотворна сила, која действува силно во мене. Видите, значи, еден христијанин, Павле вели за себе, јас сум толку силен, со други зборови, го парафразирам овој стих, колку што е силно делувањето на словото во мене. Вие сте толку, значи, силен христијанин, стабилен христијанин, колку што дозволувате, значи, да тоа слово делува во вас. Или еве Филипјаните 2.13. Филипјаните 2.13 вели пак вака. Филипјаните 2.13. Зашто Бог е оној кој действува во вас да сакате да постапувате според неговата волја. И сега доаѓаме до еден момент. До сега читавме стихови и словото е оној кој што действува, кој што е делотворно. Сега имаме стих од Павле во Филипјаните кој што вели Бог е оној кој што действува. И сега да се подсетиме денеска во Јован што читавме. Да отвориме во Јован 1 глава. Јован 1 глава. Во почетокот беше Словото. И Словото беше во Бога. И сега внимавајте. И Словото беше Бог. Затоа кажавме денеска дека ако ние ја отфрламе, ако ја занемаруваме Божјата реч, Словото, ние всушност го отфрламе Бога. Односно, ќе видиме подолу, тоа е Христос. Христос, Исус е Словото. Тоа беше во почетокот во Бога и се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Во Него беше живот и животот им беше светлина на луѓето. Затоа што самото Слово е живо и делотворно. Примајќи го Него, примате животот. 9 стих, вистинската светлина која го осветлува секој човек доаѓаше во светот, беше во светот и светот стана преку Него, но светот не го позна. Дојде при своите, но неговите не го примија, а на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се роди од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Или всушност се родија од Словото. Нановото раѓање доаѓа од Словото, повторно од тоа негово делување. Ќе прочитаме подоцна за тоа. Вели 14 стих, и Словото стана тело и се настане меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото. Овде овој стих јасно посочува на Исуса. Словото се отелотвори. Исус, одејќи на земјата, беше Словото отелотворено. Еве зошто Словото е силно. Затоа всушност тоа е Исус, тоа е Бог. Оттаму ја има таа делотворна, жива сила во себе, која што му е неопходна на секој еден христијанин за да навистина е побожен, а не да има само изглед на побожност. Значи да тоа слово живее во него, не е доволно само читањето, кажавме денеска, туку и навистина примањето на тоа слово. Значи, доколку го отфрламе Словото, го отфрламе Христа, го отфрламе Бога, меѓутоа, доколку дозволиме, не му се спротиставиме, тоа ќе делува и тоа создава. Како што создавало, како што Бог создало преку Словото, на самиот почеток ја создал и планетата, и звездите, и се што е на оваа земја, така и денеска создава истото тоа Слово, затоа што е живо и делотворно. И еве се отвораме во прво Петрово послание, прва глава. Прво Петрово, прва глава. Овие се прекрасни стихови. Читаме од 23 до 25. Прво Петрово, прва глава, од 23 до 25. Зашто сте наново родени, не од распадливо семе, туку од нераспадливото, денеска кажешме вечното, живо и вечно, вечно Божјо Слово. Како сме наново родени? Преку нераспадливото, живо и вечно Божјо Слово. Зашто секое тело е како трева, ова е еден стих, земен од Исаија,
Секој тело е како трева. Ајде, денеска човек го има, утре го нема. И сета нејзина слава како цвет од трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа. А Господовото Слово останува довек. Тоа е вечно. Како што е вечен самиот Бог, затоа што самото Слово е Бог. А тоа е Словото, кое ви е објавено како Евангелие, вика Петар. Затоа Павле ќе каже, јас не се срамам од Евангелието, кое е, што е Божја сила, затоа што Евангелието е Божјето Слово. Тоа има неверојатна сила, неверојатна моќ на делување. И не само што создало и планети, и нашата земја, и звезди, и се што е на оваа планета, создава и денеска, создава нови созданија, нови битија од нас, од самите луѓе. И примајќи го него, всушност не подготвува и за вечност. Самото Слово е вечно и ова наше тело, како трева, дури и да се исуши и да скапе еден ден, сепак, ако го имаме Словото во себе примено, Бог ќе не воскресне во денот на воскресението и ќе живееме вечно заради Словото кое што е вечно. Да отвориме во 1 Јованово сега, во 5 глава. Овој стих и денеска, мислам, го спомнавме. 1 Јованово 5 глава, што вели 11 и 12 стих. Ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. А што беше неговиот син? Словото. Кој го има синот, има живот. Кој го нема? Божиот син нема живот. Со други зборови, кој го има Словото, има живот. Кој го нема Словото, нема живот. Дотвориме во Дела 20 глава, 32 стих, и ово е убав стих. Дела 20:32. И сега ве препорачувам на Бога и на Словото, на Неговата благодат. Кое е Словото? Е во состојба да изградува и да даде наследство меѓу сите осветени. Тоа има моќ да ве преобрази, да ве трансформира, да ве изградува и на крајот дури и да го наследите вечниот живот. Да ви даде наследство меѓу осветените, меѓу светите. Тоа е моќното Божие Слово. Или Слово Господово, како што ја наименувавме темата за вечера. Видите, денеска веќе спомнавме нешто дека, знаете, не можете денеска да му верувате на никого. Човекот едно ќе каже, друго ќе направи. И единствена сигурност ја имате токму само во Словото. Повторно, и која станува збор за овој несигурен живот кој што го живееме, несигурност во тоа каков чекор да превземете некојаш во животот, сепак сигурноста целосно можеме да ја имаме во Божјето Слово. Еве зошто. Прво читаме 119 псалм 105 стих. 119 псалм 105 стих. Твоето Слово, вели псалмистот Давид, е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Еве зошто е сигурно Божјето Слово. Единствено Божјето Слово ќе ви ја покаже патеката на спасението. Тоа е светлина, значи, дури и во цела ова темнина во која што потонала оваа земја и токму поради тоа што Божјата реч е занемарена. Знаеме дека и средниот век е наречен мрачен век, токму поради тоа што Библијата била тргната на страна. Сигурноста за нас е токму во тоа Слово, кое што навистина го осветлува патот. Во една прилика Исус, ќе читаме подосна тие стихови, ќе каже, оној кој што оди во темнина не знае кај оди. Може да пропадне во дупка, може да се удари во бандера или не знам, било што и да е, ама, значи, затоа сигурноста е само во Божјето Слово. И друга работа, зошто сигурноста е само во Божјето Слово? Знаете, Бог кога ќе каже, и така и ќе биде. Еве, веќе прочитавме неколку стихови. И рече, нека биде светлина и би светлина. Нека биде дрво и би дрво.
Тоа е силата на Божјата реч. Броеви 23:19. Тоа е вечно, словото е вечно и постојано. Денеска кажавме, дека не можете да се играте со него, можете да го уништите, можете што сакате да му правите, меѓутоа тоа сепак обстојува, тоа сепак е тука, на тој начин Бог ја сочувал и самата Библија до ден денеска. И иако мнозина се обидувале да ја уништат пред се ѓаволот, нели, преку нив, Броеви 23:19, слушате го овој стих, Бог не е човек па да лаже, не е човечки син за да се кае. Зар тој која ќе рече и не ќе направи? Зарем ветува па не исполнува? Еве зошто можеме целосно да се потврдиме врз Божјето Слово. Затоа што Бог која ќе изговори не лаже. Денеска, како што кажавме, лажани, веќе не знаеме колку сме, лажани, веќе не знаеме што да веруваме. Меѓутоа, на Божјата реч, секојаш можеме да се потврдиме со сигурност. Бог не е човек, Бог не лаже и Бог не е таков да каже па да не исполни. Ние знаеме, сведоци сме, мнозина од нас дошли и поверувале во вистината токму поради пророштвата и исполнувањето на еден куп пророштва од Стариот Завет, па се исполнено е во Христа, во Месијата. Или пророштвата од Данило, од Откровение, за сите тие царства, за целата историја што поминала и за она што ќе дојде. Бог кога кажува нешто, со сигурност тоа се исполнува. Тоа е сигурност на Божјето Слово. Тоа никој друг не го прави, не може да го направи. И тоа кажавме дека тоа е случај, таа сигурност може да има само оној кој што верува, кој што со вера го прифаќа тоа слово. Да се подсетиме на прво Солуњаните 2:13, како гласеше тој стих? Прво послание до Солуњаните 2:13. Да се вратиме да го прочитаме пак, затоа што ова е исто битен момент. Прво послание до Солуњаните 2:13. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божјото Слово, што сте го чули од нас, го примивте не како човечко Слово, тука како Божјо Слово, какво е и на вистина и кое е и дејство во вас, кои верувате. Не може да има никакво дејство тоа Слово, ако ние не му дозволиме, ако ние со вера не го прифатиме. И не може ништо понатамо да се исполни од тоа надолу раѓање кај нас, таа надградба од Словото и она зачувување за вечноста и вечен живот. Многу е битна и верата во Божјето Слово, а токму од читањето и од слушањето на Божјето Слово се раѓа и доаѓа таа вера, јакне вера. Во Римјаните 10 глава Павле ни кажал такво нешто. И сега да отвориме на еден момент во Евангелие по Јован 12 глава. Евангелие по Јован 12 глава, овие се интересни стикови. Евангелие по Јован 12 глава. Сеќавате во Коринќаните Павле на едно место вели дека словото за крстот е Евангелието. Нормално, Евангелието не е Евангелие ако го нема крстот. И таа жртва Христова. И не е радосна вест, не може да биде радосна вест ако го нема крстот. И Исус во еден наврат токму се укажува на таа негова смрт на крстот и вели во 12 глава, значи Јован, 32 стих. А јас, за себе вели, кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе, зборувајќи за крстот. Односно, вели тамо, тоа го рече за да покаже со каква смрт ќе умре. Значи, зборува за крстот. Вели, тогаш народот му одговори, ние чувме од законот дека Христос останува вечно. Тогаш како велиш ти дека човечкиот син треба да биде издигнат, односно да биде погубен, да умре? Кој е тој човечки син? Тогаш Исус им рече, уште малку време светлината е меѓу вас. Која е светлината? На кого укажува? Повторно, читавме Јован 1 глава. Исус е светлината. Словото е тоа кое што е светилка, кое што светли. Одете доека имате светлина, за да не ве опфати темина. Оти кој оди во темина не знае каде оди. Воопшто е несигурно да сега
се најдете, знаете, многу е лесно во Скопје, сега, каде таму, негде има некоја светилка ноќе, па се гледа, нели, голем град, ама, ајде да се најде негде во шума, да ве прашам, кога немате ни полна месечина, ни звезди, ни ништо, каде ќе одите во мрак темнина. Сосема е несигурно каде ќе тргнете и каде ќе стигнете. Додека ја имате светлината, верувате во светлината, за да бидете синови на светлината. Исус го рече тоа, па си отиде и се сокри од нив. И вели 37 стих, иако направи толку чуда пред нив, не верува во него. Зошто? Зошто не му поверува на Словото. Верата е токму тоа, да се фатиш за Словото Господово и да го чекаш неговото исполнување. Затоа што Бог кога кажал нешто, ќе биде. И за да се исполни Словото, вели што го рече пророкот Исаија, Господи, кој и поверува нашата проповед. Павле во овој стих го користи во Римјаните 10:16 за да каже дека не сите ќе го прифатат Евангелието. Не сите ќе го прифатат тоа Слово Господово. Зошто им ги заслепи очите, вели, им ги скамени срцата, всушност луѓето се тие кои што се со камени срца и не сакаат, го имаат тој игнорански однос, како што кажавме, кон Библијата, кон Светото писмо. И сега вели 42 стих, сепак мнозина од првенците поверува во него, но заради фарисеите не ја исповедаа јавно, за да не бидат исфрлени од синагогата. Срам, страф. Не можете вие, Павлен попусто не кажал дека јас не се срамам од тоа слово, од Евангелието. А овде имале страф, се срамеле, за да не бидат исфрлени од синагогата. Не било тогаш популарно, па ни денеска не е популарна вистината. Никогаш, впрочем, и не била. 43. Зошто повеќе, еве причината, зошто повеќе засака човечката слава отколку Божјата слава. Денеска, кај мнозина е причина токму тоа. Си ја сакаат човечката слава, а не Божјата. И затоа не го прифаќаат Словото и не веруваат. Го отфрлаат. И сега понатаму продолжува Исус. Исус извика и рече, 44 стих, кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. И кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме прати. Јас, вели, светлината, уште еднаш кажува, дојдов во светот, таа ни еден кој верува во мене да не остане во темнина. И, ако некој ги чуе овие мои зборови, а не ги пази, значи не само да ги чуеш, не само да ги прочиташ, туку треба да ги пазиш, јас нема да му судам, зашто не дојдов да судам на светот, туку да го спасам светот. Вели, кој ме отфрла мене и не ги прима моите зборови, кој ме отфрла мене со други зборови и го отфрла моето слово, што го изговорив, се извинувам, има свој судија, вели, 48 стих. Значи, кој ме отфрла мене и не ги прима моите зборови, има свој судија. Словото, што го изговорив, тоа ќе му суди во последниот ден. Токму Словото ќе ги осуди, оние кои што ќе го отфрлат. И не само тоа, Петар во второто Петрово послание, видите што запишал? Второ Петрово послание, 3 глава. Второ Петрово, 3 глава. Кога зборува, нели, за оние подсмевачи кои што ќе се јават во последните денови, ќе речат, каде е неговото ветување? Нели Словото Божие секојаш се исполнува? Нели тој не лаже? Ќе се подсмеваат луѓето. И тоа го прават денеска. И од 5 стих читаме, значи, во 2 Петрово 3 глава, кога своеволно сакаат така си сакаат, значи, самите, тогаш за нив останува сокриено дека преку Божјето Слово небесата беа одамна. Бог преку Божјето Слово ги создаде небесата и дека земјата од водата и преку водата го доби своето постоење. 6 стих, преку тоа и тогашниот свет беше потопен со вода и така пропадна. Преку кое? Преку Словото. А сегашните небеса, зборува за после потопниот свет, за денешниот свет,
а сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Словото е тоа кој што ќе им суди, Словото е тоа кој што ќе ги запази за денот на судот и за денот на погибелта. Оние кои што ќе го отфрлат Словото, кои што ќе отфрлат светлината, кои што всушност отфрлаат не друг, туку го отфрлаат Исуса, го отфрлаат Бога. И еве сега да видиме на кратко, на брзина, два случаја во Библијата, многу силни случаеви на силна вера, каде што Исус овие двајца ги пофалил дека имале силна вера. Римскиот капетан, Матеј 8 глава, 5 стих. И кога влезе Исус во Капернаум, Матеј 8 глава, значи 5 стих, кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше, велејки: Господи, значи ова е римскиот капетан, Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече: ќе дојдам, ќе го исцелам. Што вели капетанот? Стотникот во одговор му рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Само кажи збор. Погледнете ја верата. Тоа е всушност верата. Верата е да се фатиш за Божјата реч, за тоа што Бог го кажал. А ја имаш плюс тоа и сигурноста дека Бог не лаже, дека Бог се што кажал до сега се исполнило и понатаму сето оно што е проречено и кажано ќе се исполни со сигурност. Значи, вели само кажи збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Зашто исто и јас, и сега му кажа од своје лично искуство, од секојдневие, пошто сум капетан, пошто сум подвластен човек, а имам и војници под себе, ќе му кажам на едниот оди и тој оди, на другиот дојди и тој доаѓа. Направи го тоа така и тој тоа го прави. 10 стих. Кога Исус го чу тоа, се зачуди. Затоа што, веројатно, бараше ваква вера кај евреите, ама ја најде кај римскиот капетан, кај еден незнабожец. Се зачуди и им рече на оние што го следеа: вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. Тоа е верата. Примањето на Словото Господово со вера. Овој рекол: само кажи, само изговори. Значи, верувал во силата на Божјата реч. На Словото Господово. И 13 стих Исус му рече на стотникот: оди си, нека ти биде како што си верувал. И неговиот слуга оздраве во истиот час. Имаме слична ситуација со еврејски благородник во царска служба, во Јован 4 глава, да го видиме овој случај, интересен, Јован 4 глава. Ова е евреин сепак. 46 стих читаме, па понатаму. И пак дојде во Кана Галилејска, каде ја претвори водата во вино, а имаше еден царски службеник, чиј син беше болен во Капернаум. Тој штом чу дека Исус дојде од Јудеја во Галилеја, отиде при него и го замоли да слезе да му го исцели синот, зашто беше на умирање. Исус му вели: ако не видите знаци и чудеса, нема да поверувате. Зошто ова го вели Исус? Затоа што овој благородник сакал првин да види Исус да го исцели неговиот син, па потоа ќе поверува. Така велат вдахновените списи. Сакал да види првин чудо, па после да поверува. И тоа сепак имал некоја вера, тоа ќе го покаже понатаму, она што се случува понатаму. Исус постоја му вели: оди си, твојот син е жив. Се извинувам. Не, 49-тиот го скокнавме. Царскиот службеник му рече: Господине, слези пред да ми умре детето. Сепак имал некоја вера. И Исус му рече: оди си, твојот син е жив. И човекот му поверува на зборот. Внимавајте, ова е клучниот стих. Човекот му поверува на зборот што го кажа Исус и си замина. Сеќавате ли на Дейвид Гейтс? За момент застанав, си реков да не кажам Бил Гейтс.
Значи, Дейвид Гейтс, секавате неговото искуство со $1,5 кој што ги добива буквално во последниот ден за да ја купи онаа телевизиска станица, односно телевизиска мрежа во Венецуела. Секавате што кажа? Какво искуство имал со Бога? Доста бараш, му вика Бог, доста бараш пари од мене, почни да благодариш. Зошто? Че едноставно треба да гледаш како да веќе ги имаш, си ги добил. Тоа е верата. Еве го, овој благородник едноставно поверува на зборот и знаете што вели Елен Вајд, потоа запишала во Копнеж на вековите, какво било неговото однесување. Откако Исус рекол, оди си, твојот син е жив. Видите што вели таа? Кана не била толку далеко од Капернаум. И овој благородник можел да се врати дома уште истата вечер. Ама не се вратил истата вечер. Што така? Мислам, воопшто не брзал. Зашто? Тој вика, не брзал со своето враќање. Дури следното утро стигнал во Капернаум. Затоа што бил сигурен. Понатаму вели, какво враќање било тоа? Кога дошол, значи сега кажува, кога дошол да го побара Исуса, неговото срце било исполнето со тага. Сончевата светлина му изгледала свирепа. Песната на птиците како подсмев, се му било црно, се му било замаглено, било тешко, притиснат од значи, таа тага што ја носел во себе. Синот му е болен, може би и ќе умре наскоро. Сончевата светлина му изгледала значи, свирепа. Птиците, песната на птиците како подсмев. Колку поинакви биле неговите чувства. Целата природа имала поинаков изглед. Сега, кога се враќа назад, целата природа поинако му изгледа. Тој гледал со поинакви очи, па гледал со очите на верата. Доека патувало во тивкото рано утро, целата природа како да го прославувала Бога заедно со него. Затоа што бил сигурен. Исус изговорил и овој вели му поверува на зборот и со сета сигурност полека, лежерно си оди на кај дома. Тој е 100% сигурен дека синот веќе му е жив и оздравен. А не ни вишол. Кој ќе му каже тоа? Што немало мобилни да му јави некој, жена му да му јави синот оздравен. Замислите вера. И пазите, зошто често пати нам деновите ни се мрачни, и нам не изгледа птиците кога пеат како да ни се смеат или не знам, како тој. Зошто? Затоа што сме неверни. Верата ни е мала слаба. Место да прочитаме некој стих, да се охрабриме преку некој ветување и да се фатиме цврсто за тоа ветување, и тогаш и птиците и секи ни биде весело, секи биде поинаку, ние ке чмаеме, некојаш цели денови не поминуваат онака, знаете, ние сме депримирани. Поради некој ситен таму проблем. Затоа што немаме вера. А Словото е силно, живо, делотворно. На него можеме целосно да се потпреме, затоа што Бог кога ќе каже, тоа е кажано, нема мрдање, се остварува секојаш. И затоа, повторно се подсетувам на Дейвид Гейтс, кога Бог му вели, доста бараш, почни да благодариш. Така и ние, кога бараме во молитва, Бог да не исцели или, не знам, да не изведе од некоја тешка економска ситуација или било што, едноставно да му благодариме многу повеќе во молитвата, како да веќе тој не избавил, како да веќе сме исцелени. Тоа е вистинската вера. И подпирање на Словото. На тоа живо и делотворно Слово. И да спомнеме само на крајот и ова. Зборувавме за Христовата невеста минатата сабота. Кажавме дека Христовата невеста е она која што ќе склучи брак со Христа од љубов, за разлика од многу други кои што ќе се фатат за еден маж, вели таму, па ќе речат, дај да се нарекуваме со Твоето име и симни го срамот од нас, ама ќе си јадеме свој леп, ќе си носиме своја облека, брак од интерес, со други збори. Христовата невеста склучува брак од љубов, ама вие за да имате љубов кон некого, треба пред се да имате доверба, треба да го познавате тој човек, тој маж во случајот. Христовата невеста го запознава преку Словото, Христовата невеста
ја има таа доверба и јакне таа вера и таа доверба токму повторно преку Словото, затоа што тоа Слово пребива кај неја, односно кај Божиот народ, кој што е наречен како Христова невеста. И нели спомнавме дека Христовата невеста воопшто нешто не е совршена или чиста, и Бог не ја бира затоа што е чиста и нешто многу совршена, туку тоа е тој кој што ќе ја очисти. Замислите како ја очистува, на кој начин? Да се подсетиме на Ефесијаните 5 глава. Ги читавме тие стихови мината сабота, само да се подсетиме. Ефесијаните 5 глава, 25 до 27. Мажи, любете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, и се вели, за да ја освети, очистувајќи ја со водното капење во Словото. Чистењето го врши, значи, преку Словото. Словото кое што е живо и делотворно. И создава ново битие, очистува, ја чисти црквата, ја чисти невестата, за да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ни брчка, ништо слично, за да биде света и непорочна. Токму затоа што се очистила во Словото. Или сличен стих имаме во Јован 15 глава 3 стих. Јован 15:3. Вие сте веќе чисти заради Словото кое ви го зборува. Вие, кои што може да се наречете Божи чеда, вие кои што може да се наречете Христова невеста. Поради Словото кое што ви го зборував, а вие со вера го прифативте, дозволивте да делува во вашите животи, да наново се родите преку Словото, затоа што спомнавме нановото раѓање од Словото, да тоа делува, да ве изградува, да ве сочува за живот вечен и да ве очисти комплет, да бидете чисти и непорочни пред Господа. Видите колко е битно, значи, каков однос и став имаме кон Словото. Дали игнорантски, дали го занемаруваме, или пак со драга волја го прифаќаме, дозволуваме да делува во нашите животи. Да се подсетиме пак на двајцата цареви. Јоси направил таква реформа во целиот Израел, не само тоа што реформа се случува во неговиот живот, туку го реформирал целото општество всушност преку Божјата реч, преку Словото. И тоа, од друга страна, Јоаким, кој што не сакал ни да чуе што Бог сака да му порачат, конкретно токму на него, и го запалил, ја запалил всушност Библијата, ја фрлил во оган, со други зборови, загинал за сета вечност. И како е битно каков е нашиот однос кон Божјата реч. Инаку, нема да можеме да имаме онаа сила, ќе имаме само изглед на побожност, ќе се нарекуваме христијани, тој ќе ја немаме онаа сила, кој што навистина не прави побожни, навистина не прави христијани. Апостолите ги нарекле христијани затоа што виделе нешто во нивниот живот. Тие живееле како Христа, делувале како Христа, затоа што го имале Словото во себе Христово. Го имале Христа во срцето и тоа живо и делотворно делувало. Нека му е слава на Бога што ни го даде своето Слово, што се уште можеме слободно да го прочуваме, што се уште слободно секој може да седне и со помош на Светиот Дух да го разбере, не мора некој со сила да го тера, да му налага како да верува. И моја порака е вечерва да едноставно широко градо со се срце го прифатиме. Со вера го прифатиме затоа што Словото Божие чуда прави. Нека му е слава на Бога. Амин.